рекува картон мало, а институциите петочна вода, иако за иронијата да биде поголема, таму нема ни водовод ни канализација. Големите тараби дигнати на регионалниот пат над Битола само ја кријат срамната слика за оваа дива ромска населба. Зад нив 29 семејства мизеруваат без елементарни услови за живот. Истражувањето на фондацијата Преда Плюс покажа дека дури 114 жители живеат без пристап до вода за пиење, канализација и асфалтен пат. Ниту едно дете до 6 години не посетува градинка, само 30% од жителите ги праќаат децата во основно училиште. 91 лице се без образование и само едно од домакинствата има вработен член. Општина Штип сличен ваков проблем се обидува да реши преку изградба на социјална населба со типизирани куќи, која веќе ја внесе во генералниот урбанистички план донесен пред повеќе од една година. Во населбата ке згрижиме 41 ромско семејство. Земјиштето беше на државата, па пред една недела го добивме на трајно користење. Очекуваме деновиве да ја добиеме градежната дозвола и ќе почнеме со објавување на тендерите за изградба на куќите за ромските семејства, вели Ерола Демов, виш референт за односи со заедниците во општина Штип. Колку ваквиот приот е применлив во Битола? Одговор побаравме од експертите вклучени во проектот Баир здружена акција за вклучување на ромите, финансиран од Европска унија. Преку него се прават сериозни опити да се подобри социјалното домување на целата населба Баир. Се изработува урбанистичка документација на 12 влезни студии, предуслов за изработка на генералниот урбанистички план за Битола, кој не е обновен 26 години. Во завршна фаза е изработката на 3 детални урбанистички планови за Баир на површина од 30 хектари, што значи опфат на населбата во урбанистички рамки за прв пат по 26 години. Анастасија Трајковска, национален урбан експерт, вели дека ова е едно од најгусто населените подрачја на Битола, па нема многу можности и слободно земјиште за организација на социјална населба. Оттаму може да се работи само на подобрување на условите за живење, онака како што е структурирана населбата. Преку проектот Баир здружена акција за вклучување на ромите, реновирани се 26 објекти со ставање на нова ПВЦ дограма, обнова на фасадите и интервенции на покривот. Условот беше објектите да се легализирани. На битолски Баир има околу 3000 жители, а само 15% од нив имаат своја адреса на живење. Неопходно е систематско решение на проблемот, зашто во спротивно ќе продолжи ширењето на неурбанизираната населба, а дивоградбите ќе ги проголтаат околните ридови кои некогаш служеа за рекреација, а беа и белодробно крило на Битола. Ниту едно дете до 6 години не посетува градинка, само 30% од жителите ги праќаат децата во основно училиште, 91 лице се без образование и само едно од домакинствата има